Моето путешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во незините урбани места и предели. Поточно речено ме донесе и во селото Кучково, распостано во периферијата на Скопската котлина. Како што се вели во Кучково, ете Господ ме донесе на сам ден на 1 мај. Денот на трудот, како што нашите постари пред 30 на години го викаа овој ден, и кога во тоа време речиси сите одеа на излет, а Бога ми во тоа време 2 дена се празнуваше. Може би се прашувате што барам на сам ден на 1 мај во Кучково. Дојдов затоа што во ова село 1 мај се прославува со векови на местото викано кај Крстот, а овој ден мештаните од ова село од памтивека го нарекуваат Ден на Крстот како стар обичај, а пред многу векови па се до ден денешен на ова место се собирал народ, речиси од сите села, не само во тогашна Скопска околија, туку и од соседните села на Кучково, кои денеска припаѓаат во Косово и Србија. Позади мене се наоѓа селото Кучково и неговите соседни села, како што е селото Никиштени и селото Орман. Исто така позади мене се наоѓа и панорамата на градот Скопје, каде што за жал сега е под смог, под магла, а овдека е стварно рај, што се вели она убавина што е дарила природата. Дојдов да ги видам старите адети, обичаи и игри. Во селото, како по стар обичај, кога патувам по заборавените македонски села, дојдов многу рано. Утрото личеше на вистинско лето, иако се уште е далеко летото, а утринските пролетни температури како да го навестуваат тоа. Кога дојдов во селото, на сред село околу селската чешма, вода полнеја неколку селани во поодминати години. Откако се поздравив со нив и им кажав кој сум, од каде сум, зашто сум дојден, со еден збор, како што се вели, откако се поздравив со моите домаќини, си го започнав во обичајниот обед, за да дознам нешто повеќе за селото Кучково, да го надополнам моето сознание за нивното родно село, селото Кучково. Што те привлекува да намениш одека во? Па овде, како ти кажам, е најубавото место што може да постои Македонија. Овде баба ми, мајка ми, татко ми, јас, брат ми доаѓа, куќата е поделено по пола, сега ја обновувам, многу се обновува. Еве како што гледаш, селово мое е, иако е близу до Скопје, речиси има иста слика како и другите заборавени села во државава. Во Скопска околија пред 50 па и повеќе години, Кучково беше едно од најголемите села. Во тоа време селово броеше на 350 куќи, во него живееа на 2500 жители, а денеска, не рачунајќи ги викендичкеве, кои ги гледаш наоколу, останаа околу 60 куќи во кои се уште чади ожакот од оние куќи, од оние кучковци, да ги наречам домародни. Времето си го направи своето, сите заминаа, но не само во Скопје, нас не има и во Пробиштивско, Кривополанечко, не има и во простоните на поранешна Југославија, и во Европа, и во Америка, и Австралија, ама каде на секаде не. Луѓето овде претежно живее од земјоделство, сточарство и рударство. Во 70-тите години на 20 век, попадините овде што сега се празни се напасуваа над 10.000 грла овци, кози и друг крупен и ситен добиток. Нивите ни беа долу во полето, во Кисела Јабука, во Волково, во Стопански двор, Новосело, Долно Свиларе.
Ниви и старите наши имале дури во Катланово, ама од сето тоа денеска не остана ништо. Се е продадено, на местото каде што порано се сеело, се жнеело и вршело, денеска изградени се неколку приградски населби. Нашево село е надалеку познато и како село на рудари. Во непосредна близина на селово имаше и неколку рудници за хром, речиси сите мештани стасани за работа, работеа во рудниците. А речиси немаше рудар од селово, кој нема работено во рудниците во поранеш Југославија, ми велеше 50-годишниот Боро Златевски. Ти си една од стотините жители во ова село кои што овде живеат. Така. Страдина сум ја, најмала, у младите. Така. Како е животот денеска? Што работиш ти? Све. Така. Земјоделие, шетамо, све има. Јас сум од ова село, венда сум, од Кучково, Кучко мажена, девојче и тука мажена, све. Како беше животот порано дека во село? Убав. Порано ни беше многу убав. Девојчиња, млади. Иако пред 30 години во населбата Кисела Јабука, заедно со мојот домаќин направивме куќа за децата, не дозволи куќата во селово да ни падне. Неодамна малку ја подотеравме, а бога ми и нивчината што ги имаме, иако не се многу на број, неколку декарице, не ги оставаме пирејот, троската, трњето, да ги обвијат, ги работиме, се мачиме за децата да им помогнеме, ако јас порано сум немала, барем тие да имаат. Ако ништо повеќе, барем во джебов, секогаш да ми се наоѓа по некој динар, да им дадам на мучињата кога ќе ми дојдат на гости, ми велеше Венда Цетковска. Кучковска стара. Кучковка стара, 36-та родена во село Кучково. Од која фамилија си овдека? Од Кичиновци. Така. Да. Сега овде живееш? Сега моментално ко пензионер, да, тука. Так. Од јануар дојдена, па дури јануар ќе се Што те привлече па да се натиш тука на родното место? Затоа што ме влече, сум родена тука и воздухот и селото е мое, за мене секој пат село, и ако се куќите паднати, народот за издивенција се отишле доле, а мене ми е многу мило и го сакам. До школа живеам. Во која куќа си дојде, на куќа на мажот или на... На мајка ми мажот Црногорец, Така? офицер Сетиње. Така. Море Лучко, колку беше убаво селото, вриеше од народ. Секоја недела од Ѓурѓовден па се до пред Петровден се правеа по 3 свадби, зорлите, тапаните, оро во горно мало, оро во долно мало, оро овде на сред село, се виеше. Мерак беше да живееш во селово. Што живот беше, ете и по некоја куќа нова се направи, ама младоста не се враќа. Со солзи во очите ми велеше 65-годишната Соња Митковска. Денеска е денот на крстот. Секогаш од памтивека паѓа на сам ден на 1 мај. Добро е што си дојден, да одиш, што народ се собира, ми велеа мештаните од Кучково. Да видиш и сликаш дел од некогашните селски, некои заборавени, некои вообезновени, како што се фрлање камено од рамено, фати го петелот, најбрзо магаре, носење живо јајце во лажица и многу други тогашни, а и сегашни селски кучковски игри. И се упатив кон посоченото место кај крстот, кое се наоѓа северно над селото Кучково. Некаде, според моја проценка, на околу 600 метри надморска височина, во непосредна близина на манастирот Свети Ѓорѓија. Кога дојдов во ова, така да го наречам, лакавско место, од сите страни се слееше народ.
Да бидам искрен, ми се радуваше душата што и јас ќе присуствувам на дел од овие стари обичаи и секако што овие многовековни селски куцковски обреди ќе бидат дел од репортажава за ова село. Според легендата што ми ја раскажа куцковци за овие стари нивни селски игри, селските игри започнувале мощно рано, изутрина во Богрите. Преварувачите се пријавувале кај селскиот кмет, а пак тој ги распоредувал кај други луѓе кои биле членови на селскиот одбор по категории. Секој надпреварувач благослов добивал од селскиот поп, а во тоа време селските игри за отворени ги прогласувал селскиот патуѓер и селскиот крисар со биењето на камбаните од десетината цркви и манастири кои ги има во атарот на селото Куцково. Во северниот дел на Скопската котлина, во северниот дел на општината Ѓорче Петров, на 600 метри североисточно од селото Куцково, се наоѓа местото наречено Крстов. Овдека, на ова место, со векови наназад мештаните не само селото Куцково, туку од соседните негови села, Волково, Орман, Никиштани, доаѓале да го прослават денот на Крстот. Овај ден е веќе прерасна во 10-годишна традиција во организација на општината Ѓорче Петров, а денеска присуствуваат мештани од општините Берово, Куманово, Крива Паланка и од сите други места во Република Македонија. Но исто така, според една друга легенда, што ми ја раскажа селаните од ова село, во минатото појакот од селото Куцково речиси 2 месеци претходно одел од село во село во речиси сета тогашна скопска околија со задача да ги покани сите населени места да испратат своји надпреварувачи на овие игри. Исто така, во ова легенда се вели дека се до 1941 година на овие селски игри редовно присуствувале и членови на југословенското кралско семејство, а во 1929 година бил присутен и тогашниот крал на кралството Југославија, кралот Петар I Караѓорđević. Како во старо време, така и денеска, старите народни селски игри од памтивека посветени на денот на Крстот, како и над преварувачите и сите присутни на овој празник и благослови архиепископот господин Стефан, поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија со утринската литургија во сослужение на свештеници од Скопската епархија. Освети ова вода со силата, действието и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се влезе на ова вода челното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, за душите и телата и за изгонување секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Спаси, Господи, љуби Твоја и благослови достојание Твое, победи се христијаном нашим, на сотрудничеството
Tvojim žiteljstvom. Spasi Gospodi ljubi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi svijet pravoslavnim, hristijanom našim, nas protivnija darujaj. Како во старо време, така и денеска, старите народни силски игри од памтивека посветени на Денот на крстот, затворени ги прогласи градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски. Дами и господа, традиционално како и во изминатите 10 години, така и оваа година ќе содржат традиционалните спортско-рекреативни народни игри над превари. Имаме 6 игри, имаме гости од 4 општини од Македонија. Може еден аплауз за општините Ѓорче Петров, Кочани, Кисела Вода и општината Илинде. Првата игра која ќе земат учество по еден натпреварувач од сите општини е скок вода Лечиња. Секој има по 2 обида. Може да наплод да представим на општината Кисела. ...223 сантиметри. Представни на општината Кочани. Одлично, еден аплауз ако може. 210. Еве овде ќе стои Кучмало. Можам да речем херојот денеска на општината Ѓорче Петров во овие спортски дисциплини. Како се чувствува? Се чувствувам многу стрекно. Многу бевме возбудени, имаше голема конкуренција. Предизвикот беше пред се. Многу е голем ден. Можам да кажам дека ги одбранивме сите титули од минатата година. Така и ќе продолжиме со тоа. Уште на порака до година да дојдат повеќе од другите општини во Македонија. Така е. Масивно да биде, да. Интернационално, зошто да не биде? Може би да биде и од другите држави, нашите соседни, па и пошироко. Нека се години, за многу години да продолжи понатака денот на крстот Тврди Мај Кучково. Среќен празник на сите македонци кандидат. Која е скараджијата денеска? Скараджијата е Зоки мајка од Нерези. Зоки мајка од Нерези, што спрема? Разно. Што тоа прилика вака? Лесно мрсно е ова. Лесно мрсно? Да. Со лесен пи и со лесен пијала. Со лесно нормално, со бунар. Најлесно. Со бунар. Полесно од тоа нема. Така. Колку пати доаѓаш овде кога да речеме? Овој ми е трет пат. Трет пат, да? 2 пати со ваква работа, а еднаш така само на прошетка. Так, и како ти се допаѓа? Убаво овде кладовина, убаво по боровиве, супер. Денеска народот е дојден. Ние не го видовме цел народ, затоа што сме рано дојдени. А сега ќе направиме еден круг и ќе видиме дали има поише од други години. Па да ти кажам, Брено, според моја проценка, ја доаѓајќи година, ова година е најмногу. Најмногу е. Ќе видам, ја не сум проверил уште, ќе проверам. Ама едно ќе провериме, ама и ќе сватиме на орто да играме, го слушаме тапано. Ќе играме, да. Договорено. Обовезно. Ја ќе порачам, ти ќе на танец. Ќе играм. Договорено. Така. Да. Ама од брсјачкиот дел некоја песна. Така е, нема проблема, нашиот отаде. Така. Ајде да сме здрави и живи. А Илија, работала денеска? Карава ја распаливте рано, а? Па не е распалена на слине. А, вие сте малце посовремени, не сте на ќумур, а? Та технологија расне, нели, така не државата. Да, добро, и се што спремате? Што спремате сега? Ја спремаме пилешки, кобасици и увијачи. Овие се сите од Кучково, домародни. Па, повеќето не. Повеќето. Ама не, мислам овие од Карава домародна, така? А, да. Овде помусите зимна во тенџерева што спремате? Исто има пилешка таму секција. О, да ти е мерак да ги касниш, ама и сивово винце да ги напијаш во овој ден и дојдете во Кучково да видите што е рај, што е убавина. Кучково е рајот. Така.
Добар ден. Добар ден. Ајде ке денот за години. Нека зубаво зарно. Значи, вака сега, додека момчината ја спрема скарата, вие ја спремате масава. Да, ние чекаме трпезата да ја наместиме. Да, блазършеви вакви момчина, дечко ги имате, тие да готват, ние да кркате. Така ли? Сите се насме- заедно после. Така е, добре. Од каде си иначе? Јас сум одалеко од Бутел. Од Бутел. И овде колку пати доаѓаш? Мислам, така да речем, прв пат, втор пат. Не, многу често да. Што те влече овде каде доаѓаш? Момциве. А, љубовта? А, убаво, и тоа е добро. Ајде, момче, не вие само, бујно, ајде. Може би малку чудно, но вистинито, иако малку видоизменето, гледано денешно време, подготовките за овие народни селски игри, кои со векови се одржуваат во скопското село Кучково, траеле речиси една година. А секое семејство било задолжено најмалку по еден член од женската популација, посебно на постарите домајкинки, младите невести, армасарните моми, да ја подготват така да речената селска трпеза, селска софра, наменета како за надпреварувачите, така и за сите присутни гости, а пак на ергените и стасаните момци за женидба и што толку женетите задача имале да ги најдат недобрите гајдаджи, зорладжи, тапанджи од сета скопска околија за овој ден, а Бога ми, како што претходно напоменав, овогодишната всеопшта народна прослава беше надополнета и со војничко гравче.